Тренерот на Лацио Владимир Петковиќ поднесе оставка по поразот на гостувањето кај Аталанта. Оставката била депонирана кај спортскиот директор Игли Таре и председателот Клаудио Лотито. Тензиите кај римските орли почнаа откако тимот запиша 1 бод на последните 4 гостувања во серија А освен тоа загуби на дерби дуелите со Јувентус и Рома. Голема е веројатноста оставката да не биде прифатена, но веројатно Петковиќ ќе добие кредит од уште 2 меча преди официјално да добие отказ. Пред него ќе биде поставена задача да победи на гостувањето кој Аполон во Лига Европа, како и со Каљари следниот викенд во серија А. Тео Волкот ќе отсуствува дополнителни 2 недели од теренот бидејќи ја обнови повредата на препоните. Волкот веќе полого време се мачи со враќање на теренот по операцијата на препоните и стомачите мускули. Се чинеше дека е на прагот да се врати во првата екипа на Арсенал, но на тренинг повторно се повреди и ќе мора повторно да паузира. Тој не играше против Борусија Дортмунд во Лигата на шампионите, а нема да игра ни против Кристал Палас и Челси во Премиер лигата, односно Лига Англискиот куп. На Арсенал и без Волкот добро му оди во првенството и во Лигата на шампионите, каде што го држат првото место и на двете табели. 37-годишниот Алесандро Неста ја завршува фудбалската кариера. Тој ќе ги обеси копачките на клин по завршувањето на сезоната во МЛС лигата. Неста по завршувањето на играчката кариера сака да и се посвети на тренерската. Неста, актуелниот играч на МЛС екипата на Монтреал Импакт, професионалната кариера ја започна во Лацио во 93-та година, а во 2002-та премина во Милан. Боите на росонерите ги бранеше 10 години пред да направи трансфер во Монтреал. Во серија А настапи на 417 надпревари, како и во 101 средба во Лигата на шампионите, каде со Милан освои 2 титули во 2003 и 2007 година. Во дресот на Италија собра 78 настапи, а во 2006 година беше дел од екипата која освои светската шампионска титула. Формула 1 тимот на Мекларен би можел да го врати Фернандо Алонсо во својата екипа со помош на јапонскиот производител на автомобили Honda. Јапонците официјално објавија дека ќе се вратат во Формула 1 во 2015 година, кога ќе произведуваат мотори за Мекларен. Honda и Мекларен се договориле во тимот да го вратат Фернандо Алонсо, а половина од платата ќе ја плаќа Honda. Шпанецот е најскапо платен пилот во Формула 1, но тоа не е проблем за Honda, бидејќи оваа компанија сака да биде сигурна дека нејзиното враќање во овој спорт ќе биде успешно. Алонсо во Ферари заработува по $28 милиони годишно, плюс $2 милиони од реклами. Во плановите на Мекларен и Honda не влегуваат сегашните пилоти Дженсон Батон и Серхио Перес.